денес да ја проучиме Божјата реч со проповедта важноста на богослужба. Саботното богослужба, она на третиот ден, празничните богослужба и редовните молитви, сето тоа е богослужба на Бога. Тогаш, зошто треба да богослужба? Многу луѓе мислат дека богослужба е само одење в црква, пеење славопои, слушање на Божјата реч и молитва. Денес, да одвоиме време да потврдиме преку Библијата вистинската цел на обожавањето што ни го дал Бог и колку е важна таа церемонија за нашите души и во духовниот свет. Да отвориме Псалми, поглавје 50. Да го погледнеме Псалми, поглавје 50, стих 1. Бог над боговите, Господ, говори и ја повикува земјата од сончевиот изгрев до запад. Од Сион, кој е врв на убавината, заблескува Бог. Доаѓа нашиот Бог и нема да молчи. Пред него ќе има оган што проголтува, околу него бура. Тој ќе ги повика небото горе и земјата, за да му суди на својот народ. Соберете ги кај мене светиите мои, кои ми се заветуваа преку жртва. Самиот збор жртва овде значи богослужба. Во Стариот Завет често се користи зборот жртва, а во Новиот Завет зборот богослужба. Двата збора имаат исто значење. На овој начин Бог ни дава до знаење преку Псалм поглавје 50. Соберете ги кај мене светиите мои, кои ми се заветуваа преку жртва. Тогаш, зошто е потребна богослужбата и зошто воопшто започнала? За човештвото лесно да го разбере ова, Бог го објаснува ова прашање преку историјата на Едемската градина. Немало потреба од богослужба пред Адам и Ева да сгрешат јадејќи од дрвото на познавањето на доброто и злото. Меѓутоа, откако го направија гревот јадејќи од дрвото на познавањето на доброто и злото, Бог им го откри патот за враќање на целата слава на Еден преку Авел и Каин, синовите на Адам и Ева. Од тогаш, во Библијата почнале да се појавуваат изразите жртвата на Авел и жртвата на Каин. Односно, за да ја обнова целата слава на Едемската градина, која ја изгубиле, Бог воспоставил систем на богослужба. Ние сме, всушност, души кои изгрешиле на небото и биле протерани на земјава. За да ни се простат гревовите од небото и да се сретнеме со Бога, богослужбата е воспоставена како време и место на благодат. Затоа присуството на богослужбите на одредените датуми и времиња е исклучително важно во нашиот живот на верата. Никогаш не смее да се занемари. Затоа што Божјата волја да ни се прости нам, грешниците од небото, е целосно содржана во богослужбата. Понатаму, богослужбата ја содржи и смислата на благодарност за благодатта на искупувањето на гревовите. Затоа, сите пророци и апостоли на раната црква рекле: никогаш не смееме да ја занемариме богослужбата, кога ги опоменувале светиите. Да погледнеме во Евреите, поглавје 10.
Евреите, поглавје 10, стих 22. Затоа да пристапиме со искрено срце, во полна вера, откако ќе ги очистиме срцата од зла совест со попрскување и откако ќе го измиеме телото со чиста вода. И да го држиме исповеданието на надежта цврсто, зашто верен е оној кој се заветувал. И да бидеме внимателни еден кон друг за да се поттикнуваме кон љубов и добри дела. Не изостанувајќи од собранијата како што некои имаат обичај, туку да се поучуваме еден друг, и тоа во толку повеќе, доколку гледате дека се приближува судниот ден. Едноставно, да не се откажуваме од заедничките богослужби, како што некои имаат обичај. Наместо тоа, да се храбриме еден со друг и да се трудиме да се собираме, гледајќи го приближувањето на славниот Божји ден. Ова е поуката од Евреите поглавје 10 стих 25. Затоа богослужбата има многу важно значење. Да продолжиме со стих 26. Зашто, ако, откако ја познавме вистината, своеволно продолжуваме да грешиме, тогаш нема веќе жртва за гревови. Што значи не останува богослужба за простување на гревовите? Туку страшно очекување на суд и јаростен оган што ќе ги проголта противниците. Во Евреите поглавје 10 ја потврдуваме строгата библиска поука да не ги напуштаме собранијата за богослужба, како што некои имаат обичај. Напротив, треба да бидеме негови деца кои поревносно присуствуваат на богослужбите, како што се приближува славниот ден на Христос. Да ја видиме поуката од пророкот Исаија зошто богослужбата стана неопходна за нас. Да отвориме во Исаија поглавје 59. Исаија поглавје 59 стих 1. Ете, раката на Господ не се скусила, та да не може да спасува, и увото негово не отврднало, та да не може да слуша. Но беззаконијата ваши ве разделија од вашиот Бог, и гревовите ваши прават да го сокрива лицето своје од вас, за да не слуша. Зашто рацете ваши се осквернети со крв, а прстите ваши со беззаконие, устата ваша говори лага, јазикот ваш искажува неправда. Што одвоило од нашиот Бог? Нашите беззаконија одвоиле од Бога. Нашиот грев создаде јаз меѓу Бога и нас. Нашиот однос со Бога стана оддалечен поради нашиот грев. Тогаш, со кои средства Бог дозволи да се премости таа јаз? Преку богослужбата Бог овозможи таа поделба да се отстрани. Од тука, Библијата научи дека преку богослужбата Бог е со нас, среќава и ни ги простува сите наши минати гревови. Откако Адам и Ева сгрешија јадејќи од дрвото на познавањето на доброто и злото, Бог им заповеда на Авел и Каин да му принесат жртва. Да преминеме на создавање, поглавје 4. Да го погледнеме создавање, поглавје 4, стих 1. Потоа Адам легна со жената своја Ева, која зачна и го роди Каин, и рече: придобив човек од Господ. Го роди уште и братот негов Авел, и Авел стана овчар, а Каин беше земјоделец. По некое време Каин му принесе на Господ дар од земните плодови. А Јавел исто така принесе од првината на стадото свое и од нивната маст. И Господ погледна благонаклоно на Авел и на неговите дарови. А на Каин и на неговите дарови не погледна благонаклоно. Затоа Каин многу се разлути и лицето му се намршти. Жртвата на Авел и жртвата на Каин првпат се спомнуваат во создавање, поглавје 4.
Да видиме како писателот на Евреите ја опишал оваа сцена во Евреите, поглавје 11. Да се свртиме кон Евреите, поглавје 11. Поглавје 11, стих 4. Со вера Авел му принесе на Бога. Што му принел Авел на Бог? Подобра жртва од Каиновата. Преку неа тој доби сведоштво дека е праведен, бидејќи Бог посведочи за неговите дарови. Преку неа, иако мртов, тој уште зборува. Тука е напишано дека Авел му принел на Бога подобра жртва отколку Каин. Каин донесе дел од својата жетва. Му принесе на Бога жртва од жито. Авел ја принесе првината од своето стадо како жртва на Бога. Кое е значењето на овие два приноса? И Каиновата и Авеловата жртва беа принесени со сета искреност. Сепак, напишано е дека Бог ја прифатил само Авеловата жртва. Бог не ја прифатил Каиновата. Која беше разликата? Авеловата жртва беше крвна жртва. За нашите гревови да бидат целосно простени, мора да постои Христовата жртва на крстот. Затоа, уште од времето на Авел и Каин, Бог правел разлика меѓу жртвите што ги сакал и оние што не ги сакал. Што се однесува до искреноста, Каин вложил повеќе труд во својот принос. Сееше семе, се грижеше за него, го полеваше на време, дење и ноќе, за посевите добро да растат. Бог не ја прифатил Каиновата жртва, иако принесена од срце, но ја прифатил Авеловата, првороденото јагне, жртвувано со пролевање крв. Фактот дека нивните дарови беа различни не беше проблемот. И двајцата вложија голем труд во жртвата, но она што Бог го сакаше беше жртва што го носеше значењето на простување на гревовите. Ова можеме да го потврдиме преку жртвите на Авел и Каин. Ова покажува како Христос би го премостил јазот меѓу нас и Бога преку пролевањето на неговата крв. Да го потврдиме ова во Ефесијаните, поглавје 2. Да погледнеме во Ефесијаните, поглавје 2, стих 13. Но сега, во Христос Исус, вие, кои некогаш бевте далеку, станавте блиски преку. Преку што станавме блиски? Крвта Христова. Што се случи со крвта на Христос, кој е спореден со јагнето? Се приближивме. Ова беше можно благодарение на жртвата на Христос. Една од причините зошто Бог го сметал Авеловиот дар за подобар и го прифатил била. Христос, кој е спореден со јагнето, ќе ги прости сите гревови на човештвото и ќе доближи до Бога преку неговата жртва на крстот. Затоа, како што е напишано во Ефесијаните поглавје 2 стих 13, како се промени односот меѓу Бог и нас. Но сега, во Христос Исус, вие, кои некогаш бевте далеку, станавте блиски преку крвта Христова. Едноставно кажано, крвта Христован приближува до Бога. Да продолжиме со стих 13. Но сега, во Христос Исус, вие, кои некогаш бевте далеку, станавте блиски преку крвта Христова. Зашто тој е нашиот мир, кој од двата народи направи еден и ја разруши преградата што беше меѓу нив. Откако со телото свое го уништи непријателството, а законот на заповедите и одредбите го обесили, за да создаде во себе од двата еден нов човек, воспоставувајќи мир и обата во едно тело. Која беше неговата друга цел?
Да ги помири со Бога преку крстот, откако го уништи непријателството во себе. И откако дојде, тој ви благовести мир вам далечни и блиски. Зашто преку него и едните и другите имаме пристап кај Отецот во еден дух. И така, вие веќе не сте туѓи и придојдени, туку сте им сожители на светиите и членови на Божјото семејство. Едноставно, членови на Божјото домакинство ка значи дека станавме дел од Божјото семејство. Зашто се утврдивте на темелите поставени од апостолите и пророците, имајќи го како камен темелник самиот Исус Христос? Преку зборовите дадени во Ефесјаните поглавје 2, можеме да разбереме дека во минатото бевме одвоени од Бога поради нашите гревови и не можевме да се приближиме кон Него. Меѓутоа, сега во Христа Исуса, ние, кои некогаш бевме далеку, сме се приближиле преку крвта Христова. Следствено, Библијата вели дека ние повеќе не сме туѓи и придојдени, туку сограѓани со Божиот народ и членови на Неговото домакинство. Едноставно, членови на Божиото домакинство ка значи дека станавме Божјо семејство. Бог ни овозможи да го нарекуваме Бог Отец и Мајка, а браќата и сестрите од Сион во вистината браќа и сестри. Како Бог го постигна сето ова? Бог го постигна сето тоа преку заветот на богослужението. Некои членови прашуваат за изразите жртва и богослужение. Некои можеби не го разбираат значењето, па да погледнеме во Излез, поглавје 12, стих 23. Да го погледнеме Излез, поглавје 12, стих 23. И кога ќе помине Господ да го казнува Египет, штом ќе ја види крвта на горниот праг и на обата до вратника, ќе ја одмине Господ таа врата и нема да му дозволи на истребителот да влезе во куќите ваши и да убива. Пазете го ова како. Како треба да го пазиме ова? Закон за себе и за синовите своји довека. И кога, пак, ќе влезете во земјата, што ќе ви ја даде Господ, како што рече, извршувајте ја оваа служба. И кога ќе ве прашаат синовите ваши, каква ви е таа служба? Одговорете, тоа е. Што е тоа? Пасхална жртва на Господ, кој ги одмина куќите на синовите израелски во Египет, убивајќи ги египтјаните, а домовите наши ги зачува. Тогаш народот се наведна и се поклони. Секоја година држиме пасхална богослужба. Што вели книгата Излез за пасхалната богослужба? Тоа е пасхална жртва. Не е ли затоа Исус се нарекува пасхалното јагне? Дури и во Египет пред 3500 години, Бог ги одмина сите куќи со крв од пасхалното јагне, за да не ги допре пошаст. Од друга страна, целата земја Египет била погодена од чума во која секое првородено, без разлика дали било човек или животно, било убиено. Овој ужасен настан, кој се случил пред околу 3500 години, е запишан во Библијата. За сите овие богослужби Бог вели: соберете ги сите што склучија завет со мене преку жртва. Бог ја нарекува пасхата богослужба и пасхална жртва во Излез поглавје 12. Затоа, причината зошто Бог ја прифатил жртвата на Авел и рекол дека донел подобра жртва од Каин е тоа што жртвата на Авел била жртва со крвта на јагнето, а Каиновата била жртва без пролевање крв. Бидејќи беше жртва од земни плодови, Бог ја сметаше жртвата на Авел за подобра од Каиновата.
Бог ја прифати жртвата на Авел, а ја отфрли Каиновата, бидејќи неговата голема волја да ги прости сите гревови на човештвото во иднина беше содржана во крвната жртва. Не било затоа што Бог таел лутина кон Каин. Едната беше крвна жртва, а другата жртва без крв. Бог однапред покажа што ќе направи за гревовите на човештвото прифаќајќи жртва со пролевање крв. Затоа во посланието до евреите пишува дека Авел му принел на Бога подобра жртва од Каин. На крајот, кога Исус Христос дојде на земјава како пасхално јагне и беше жртвуван, што се случи со нашиот оддалечен однос со Бога? Преку пролевањето на својата крв на крстот, не го обнови ли тој односот? Бог го обнови односот и нзближи. Следствено, Библијата научи дека ние, кои бевме туги и придојдени, сега сме членови на Божиот дом. Бог направи дел од своето семејство. Затоа богослужението е толку важно за нас. Затоа Бог рекол да не ги напуштаме нашите собранија, како што некои имаат обичај. Нен подсетува ли Бог дека мораме секогаш да му се поклонуваме за да се спасиме, да добиеме прошка за гревовите и да се вратиме во вечниот небесен дом? Да продолжиме да потврдуваме од Библијата дека Христос стана пасхална жртва. Да видиме во 1 Коринтијаните, поглавје 5, стих 7. Да видиме поглавје 5, стих 7. Затоа исчистете го стариот квас, та да бидете ново тесто, како што сте бесквасни. Зашто Христос? Кој е тој? Пасхата наша беше жртвувана за нас. Стих 8 вели: па да празнуваме. Празникот овде се однесува на Пасхата. Следствено, жртвата на Христос, кој е представен како пасхално јагне, го направи овој празник, пасхалната богослужба, уште позначаен. Да не беше оваа жртва, би можеле ли да се приближиме кон Бога? Поради нашите гревови на небото, бевме одделени за секогаш. Но преку Христовата жртва на крстот, нашиот однос со Бога стана поблизок. Во минатото бевме тугинци, бевме странци. Во минатото бевме третирани како гости, но сега што станавме во Бога? Станавме членови на Божиото домакинство, што значи на Неговото семејство. Затоа, од сега па натаму, ни е дадена привилегијата да го нарекуваме Бога Отец. Оче наш, кој си на небесата, да се свети името Твое. Едноставно, ние сме оспособени да ја молиме молитвата Оче наш, ге што научи Исус. Само ние можеме да ја вознесеме оваа молитва. Сепак, што е со минатото? Кога бевме закопани во гревовите, бевме туги, странци и незнабожци. Сепак, преку крвта Христова станавме споблиски до Бога. Веќе не сме туги ни придојдени, туку членови на Божиото домакинство. Преку ова, не можеме ли пак да ја потврдиме важноста на богослужбата што ја одбележува и почитува Христовата жртва? Преку богослужбата се формира односот меѓу Бога и нас како отец и мајка и деца. Затоа, кое е значењето на зборовите? Не изостанувајќи од собранијата како што некои имаат обичај. Што треба да правиме во врска со богослужбата кон Бог?
Зарем тоа не значи дека треба да ја цениме богослужбата и да бидеме деца што правилно му служат на Бога? А што ќе им направи Бог на оние што се заветувале со него преку богослужба? Напишано е дека Бог ќе ги собере. Да видиме уште еден стих во книгата Излез, поглавје 25. Излез, поглавје 25, стих 20. Херовимите да бидат со крилата угоре, та со крилата да го засолнуваат капакот, а со лицата свртени еден спроти друг. Лицата на херовимите нека бидат свртени кон чистилиштето. И стави го капакот одозгора врз ковчегот, а во ковчегот положи го заветот, што ќе ти го дадам јас. И тука, над капакот, меѓу двата херовима, кои ќе бидат над ковчегот на заветот, ќе ти се јавувам тебе. На кое место се однесува ова? Нели оваа сцена ги објаснува кветилиштето и светињата над светињите? Во светилиштето напред е кветилиштето, а позади светињата над светињите. Каде се херовимите? Херовимите се во светињата над светињите, веднаш над ковчегот на заветот. Што прави Бог таму? Тој ветува дека ќе се сретне со нас. Кога е денот кога Бог ни дозволи да го сретнеме, иако бевме далеку од Него? Тоа е денот на очистувањето. Еднаш годишно, на денот на очистувањето, на свештеникот му се отвора патот да влезе во светињата над светињите, а Бог вели, таму ќе те сретнам. Според тоа, без жртва, односно без обожување, дали постои контакт помеѓу Бога и човештвото? Апсолутно не. Преку богослужбата Бог повикува нас кои гревот не оддалечи, им доближува. Преку жртвата на Христос, со Неговата крв, Бог ни го даде правото да бидеме членови на Неговото домаќинство. Затоа, никогаш да не го занемариме богослужението, било саботно, на третиот ден или празнично. Преку секое богослужение, Бог внимателно ги слуша нашите молби и ги исполнува нашите желби. Сето тоа се постигнува преку богослужение. Иако редовно држиме богослужба, не треба да ја принесуваме слепо, без да ја знаеме причината или Божјата волја, туку со разбирање. За да служиме со разбирање, мора точно да знаеме дали заветниот ден за богослужба е сабота или недела и дали неговиот празник е Божик или Пасха. Така, не треба ли да ја принесеме вистинската богослужба што ја сака Бог, како жртвата на Авел? Безброј луѓе денес држат неделна богослужба, но дали е тоа жртва како на Авел, угодна на Бога? Зарем саботната богослужба не одговара на жртвата на Авел? Не треба ли ова правилно да го разбереме и да ја принесеме богослужбата според Божиот завет? Денес ја држиме саботната богослужба, која е завет со Бога. Ја празнуваме и Пасхата. Ги држиме и богослужбите за 7 празници во 3 наврати. Дури и превезот што го носите денес е правилен начин на богослужба, одреден од Бога како пропис во Библијата. Бидејќи Библијата строго вели дека воспротивно го обесчестуваат Бога, жените треба да носат превез за време на богослужбата. Ова е пропис за богослужба во Божјата црква. Не е ли ова пропис за богослужба почитуван уште од апостолско време? Ги молам сите небесни луѓе да бидат повеќе горди на прописите за богослужба што сега ги почитуваме и да го одржуваат вистинското богослужение за да можеме да ги доставиме точните учења до сите цркви во светот кои залутаат. Би сакал да ја завршам денешната проповед. Ви благодарам многу.